Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во ова најново издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески. Вакцините ќе пристигнат деновиве, директни преговори и слични изјави кои што ги слушаме од јануари наваму. И токму од тогаш, од јануари наваму, вакцините за Македонија пристигнуваат деновиве. А веќе е март, 2 март. И во контекст на ова ќе разговараме токму со вас на 0260 91 924 или 925 со однос на вашите мислења за оваа тема. На оние кои што вчера пишуваа пораки на фан страницата им се извинувам, бидејќи не можев да направам пристап до неа во текот на емисијата, но денеска тоа е средено. Така што може да ни пишувате и на фан страницата на Facebook Очи во очи. И токму во овој момент во однос на информациите кои што се однесуваат за вакцините, баш порталот Призма направи еден сублимат, односно едно собирање на сите изјави кои што се однесуваат на оваа наша тема денеска и во делот со преговорите со Pfizer тие издвоија изјави кои што доаѓаат од владата, Министерството за здравство или на министерот пак Венко Филипче. На 30 декември во однос на преговорите со Pfizer, овие три инстанци изјавиле, цитирам, денеска попладне е постигнат директен договор. На 4 јануари, исто цитирам, договорот беше дефиниран утрово. На 16 јануари, за кратко време ќе го склучиме договорот. На 19 февруари, договорот со Pfizer е во финална фаза. На 27 јануари, во завршна фаза од директните разговори со Pfizer. На 3 февруари, чекаме Pfizer да го допрецизира договорот. На 11 февруари, драфтот на договорот треба да пристигне следната недела. На 21 февруари, односно следната недела, директниот договор се уште го очекуваме. На 26 февруари се финализираат прашањата во договорот. Ке ви прочитам потоа детали кои што ги имаат исто така од Призма споделено во однос на овој цел процес. На насловот нивен на објавата вакцини не овој петок, другата среда. Така што, доколку имаме веќе некој на линија, одиме со вклучување и велам добар ден. Да, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до тебе, Огневите, од 24. Поздрави за вас, повелете. Во поглед на оваа тема, пошто целосно скоро 4 кусур месеци ја дискутираме, јас мислам дека овде некој со нашата здравствена политика надвор од Македонија, не внатре во Македонија, си подигрува, затоа што веќе денески слушаме на ЗНК вакцините во европските земји стоат неупотребени. Со тоа што некој намерно прави кочење на мала република Северна Македонија, со тоа што на некој начин ние чекаме и од Pfizer, и од русите, и од кинезите. Јас не знам зашто еве и Кина на некој начин ни го врате авансот и ние се надеваме дека тие вакцини ќе дојдат што поскоро. Али јас се надевам дека ако вака на некој начин прават оние големи држави кои што мислат за помалите држави, каде што и Европската заедница и Светската организација за здравство се обрате на помалите земји да му се помогне на некој начин да добијат на време вакцини. Јас не знам зошто овде и Светската организација и Европската заедница не се залагаат, не се старат за она што дада обврска и пред ним и обеќање на балканските, на Западниот Балкан, на земјите Западен Балкан, да му се даде вакцина. Видите, нема Црна Гора, нема Косово, нема Босна. Еве, дури тек сега во Албанија пристигна некои вакцини. Така да, велке ми кај нас, некој ќе се сожали, на некој начин ќе ни пуши некоја вакцина да заштитиме од оваа чума на 21. век. Јас се надевам дека нема да не заборават како една Македонија која трудолюбиво се бори за сите работи во Европа и на Балкан. Така. Благодарам за јавувањето, истече времето, режија погласно ќе ве молам. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Да, добар ден, повелете. Некој постави прашање зошто Европската Унија или НАТО не се залагале за нас. Видите, одговорот е многу едноставен. Кога вие имате влада која не се залага за самиот народ, а народот упорно ја гласа таа влада, тогаш немаше од некој друг да се залага за вас. Едноставно, значи треба некои работи сами да ги сработиме. И сега
Вие ги наведовте тие факти, прозивки, кога ќе стигнат, нема да стигнат, што е нарачено, што не е нарачено. И заклучокот е дека власта е составена од луѓе што лажат, се корумпирани или неспособни, или па сите три заедно. Нема друг одговор. Затоа што луѓе умираат. Не знам дали ги видовте последните статистички податоци од некоја си невладина рефлектор, дека е многу зголемена смртност во однос на 2019 година. И то споредбено со другите земји, ние сме лидери во морталитет, да речем, во скок на морталитетот. Затоа и беа изборите предвремени за да имаме функционална влада. Наместо да добиеме функционална влада, ние цело време се укривува опозицијата, не знам, Наќ бил крив, Мицко бил крив, Грујо е крив. Јас не знам зошто не пораснат овие луѓе да си ја превземат одговорност. А сето тоа го плаќаме со човечки живот. Благодарам, пријатно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Имате, добар ден. Да, ве слушам, повелете. Мило ми е што се слушаме. Повелете. Ајде да почнеме и ние. Прво да ти кажеме да ви збивали, да ви кажам уствари, ајде пустива форма. Виц еден или два, едниот е вистинска, едниот е може би виц. Полицаец еден кај на Сворашиот крај, зема петарда на едно дете, дај кирбито, на. И да му расифе петардата, и ја пали петардата. Кирбит го фрла, а петардата става во джепот, и спукува и джепот му кине. А по Скопје, кога оделе едно време полицајците, некој девојче отишло од провинција и му дошло менструација. И чуќу полицајец вака и вака, смрти как ќе да видам што е работа, гледа крв. Ао, па вика на тебе ти е пенисов пресечен. Сега толку тие разбирале на времето, разбирале колку да бидат полицајци. И сега има од умни, поумни вре полицајци. Па, ја не знам, се напирате дали гласот... Тако ми е гласот, селски, што да правам? Не, ве чекам да зборувате за темава, господине, и да видам како ќе ги врзете овие вицеви со темата. Веднаш. Не веднаш, туку како ќе ги врзете вицевите со темата. Примери, како ние можеме така двојично да се поднесуваме. Владата лаже, ние ги веруваме. Владата лаже, ние ги веруваме. Сите лаже, а меѓутоа, овие толку лажење, то за вакцини, то за имиња, то за националност, то за ова, то сега да се внело секаде северна. Значи, ние на таква правење штета, а уште така слепи да бидеме и да спиеме, не знам вака до кај ќе стигнеме. Мислам дека на прагот ние самоуништувањето, пошто ако лошотилокот продолжува, а ние молчиме и чекаме да дојде некој од Словенија, Јанес или од Србија, некој... Благодарам за јавувањето, поздрав за вас. Следниот пат ве молам и шегите кои што сакате да ги кажете да бидат поврзани со темата, а не да вршите злоупотреба за вие да си правите сами со себе забава за тема која што ја сметам дека е многу сериозна. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Поздрав до вас и до... Благодарам, поздрав. Па би се задржал на вакцините точно. Ајде. И така ги замолувам сите на темата да задржуваат. Така е, повелете. Значи, кај нас никој не може да се погоди. Имало вирус, немало вирус. Сега вакцините ги измислија, ме речеме. И сега вакцините ги бараме. Треба, значи, мерките ние да ги почитуваме. Дали ќе има вакцини, нема да има, сите што се јавуваат не признаваат дека има вирус пред една година. Сега вакцините ги барат. Ке да ги најме сега. Ги барат. Јас ако можам, ако можеш и ти, како новинар, би направиле нешто да побрзо, ама не можеме. Тие што се на функција, тоа прават, не прават, како што кажуваат, ги слушаме, тоа е, не можеме ништо друго. Ама мерките зашто не ги почитуваме и зашто не признаваме пред една година дека не веруваме дека има вирус. Кај се овие сега сите што се уваат, се што ги барат вакцините? Зошто не признаваат? Се имаме намалени бројки, намалена смртност ако ги почитуваме мерките, бра. И сега ќе имаме намалена смртност ако ги почитуваме мерките да не дојде да стигне вакцините. Значи тоа е причината кај нас. Што самите еднаш бараме вака, никој не може да ни ја погоди работата. Никој не може да ни ја погоди. Ако можат тие некои што барат вакцини направат преку пријатели, може да се дојде тоа. Не треба да бидеш премиер
И преку пријателска врска можеш да најдеш начин, ќе се најде начин за плаќањето преку државните институции, ќе се даде за вакцини. Ако има некој толку силен. Ама нема. Ама за преку телевизија да збораш и да кажуваш, сите сме јаки. И благодарам поздрав. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, добар ден. Добар ден. Да, ве слушам, повелете. Во врска со вакцините. Ајде. Ќе се сложите со мене и вие и повеќе од гледачите дека кривицата не може да бараме кај нас. Нашите имат се преземено, дури знаеме дека имаше и уплатено, во Кина ги вратија парите. Значи, има уште повеќе земји тука околу нас кои или скоро ги добија или уште нема добиено. Не сме само ние. Никој кај нас не сака да бидеме изолирани, да нема вакцина, да не се вакцинира населението. Меѓутоа ситуацијата е таква, одеднаш целиот свет бара вакцини, таму има големи гужви и е тешко да одеме на ред. Денеска слушнавме дека во Германија и Франција имало вишек на вакцини и можеби ќе се деси таму ќе останат и ќе фрлат и нешто ќе ги прават, ние уште не може да бидеме. Најодговорна за тоа ќе кажем дека е Светската здравствена организација. Тие се треба да дават инструкции да биде расподелено на целиот свет подеднакво, а не некои да взимат со милиони вакцини, некои да не може да добие. Така да се надеваме дека ти добро прочита таму изјавите што треба да ни стигнат вакцини, да се надеваме дека наскоро ќе дојдат вакцините и дека овие што се најранливи категории ќе ги примат, така да се смириме и да немаме потреба од нервоза. Имајте убав ден. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам, ви посакувам и јас вам убав ден. Цитирам, авансот е вратен, но кинеските вакцини ќе стигнат за скоро време, завршен цитат. Вака гласи последната вест околу ковид вакцините што викендов повторно ги збуни граѓаните. Од 1 јануари се изнаслушавме ветувања за февруарските пратки од Pfizer и од кинеската Sinopharm, а откако стануваше се појасно дека вакцините ќе доцнат, дали требало да се допрецизира договорот со Pfizer или пак ни се испречила кинеската нова година, власта се одоброволи да ја нарача руската Спутник, иако претходно беше прилично резервирана и покрај отворената понуда од русите. Мешаницата околу директните преговори со фармацевските гиганти е последица на стратегијата што ја одбра власта, потполно да се потпира на механизмите на COVAX и на Европската Унија, од кои очекуваше околу 1,6 милиони вакцини, а кои засега потврлија. Околу Нова година Facebook и Twitter се дигнаа на нозе, медиумите упорно прашуваа зошто каскаме зад соседите во набавките, додека политичките противници на власта ликуваа дека Филипче питачи и вакцини, алудирајќи на првичниот договор Бугарија да ни донира дел од нејзините дози. Власта немаше избор и експресно реагираше ден пред Нова година на владиниот сајт осамна охрабрувачко соопштение. Цитирам. Република Северна Македонија во февруари ги добива првите дози на Pfizer вакцината. Денеска попладне е постигнат директен договор со компанијата. Завршен цитат. 5 дена подоцна, на 4 јануари уште едно владино соопштение ги подгреа надежите. Цитирам. Република Северна Македонија ќе добие 800.000 вакцини од Pfizer. Министерот за здравство Венко Филипче во директни преговори со овој производител обезбеди вакцини за цела 2021 година. Договорот беше дефиниран утрово во телефонски разговор на министерот и висок представник на компанијата. Завршен цитат. Тогаш падна и ветувањето дека во февруари ќе стигнат точно 5850 дози од вакцината на Pfizer. Истиот ден, премиерот Зоран Заев прв пат ја спомна можноста спасот од короната да се бара и на далечниот исток. Цитирам, имаме најава и за договор со Кина за 200.000 вакцини. Завршен цитат, изјави Заев на 4 јануари. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Сега, само за едно подсетување до сите овие големи симпатизери, да речам, дрвени адвокати на ова криминогена владина структура. Вакцини веќе стасаат најверојатно како што стасува и респираторите, односно ќе бидат од Кина, ќе бидат утре, ќе бидат заутре, па еве уште стасува и не се санирен. Така ќе биде и со ова. Меѓутоа, зборот ми е, како може да веруваме, па и впрочем и убаво рече на времето и председателот, овој не наречен или овца народ, овој другиот од Муртино, уште што се не испопцу по нас, не е ни за спомнување. Меѓутоа, сакав да го кажам следно. Дали имаше еден компетентен и еден совесен од сите овие што гледавме во моментот кога пристигаа
вакцините, поготово вториот пат во Ауди, во ГЕПЕК, каква е таа процедура да се донесат такви вакцини во ГЕПЕК. Само да ви кажам од искуство, пошто ги возам и идам преку граница со тие работи. Знаете ли каква процедура е да се донесат лекови, а па не овие што се под термокинг надзор? Какви сертификати се потребни, в каква контрола поминуваме, какви термологери, какви термочитачи се придонесуваат за да се донесе лек кој што е на 10 степени, а да не зборам ова вакцина. А ние видовме нашите криминогени структури како го вадат од ГЕПЕК, па се уште со 20, па како не баре прибреки цемен, полека во комбето, кој што е комбена трансфузија, не ги комбијата стојат во трансфузија, поминете, видете со какви термочитачи располага, дали се соодветни фрижидери, дали тоа што го донесе фрижидер и на што личеше тоа. А помина гладко, никому ништо, не баре се носат, па и чоколада од Европа да се носат, вака не поминуваат. Ова беше невиден нонсенс, глупо е да се зборува. А сето тоа помина. И сега ние да веруваме на овие вакцини и дека треба да се вакцинираме со тие донесени како... Истече времето, благодарам за јавувањето. Следен на линија, повелете, добар ден. Ало? Да, добар ден, повелете. Добар ден, Диме од Скопје. Поздрав, Диме, повелете. Најмалку имам намера да ви ласкам, зашто докажате вие со вашиот вовед дека сте бренд телевизија. Значи, датумски, хронолошки. Презентиравте како течеле ветувањата. А што сте сега вие како новинарска куќа против владата? Не, тоа е демократијата. Затоа што мене ми информиравте. Ја тоа ќе го почитувам. Затоа што сум го сознал од многу попаметно момче него што сум јас. Ако вие ми го прочитате петиот потек во шахот што имам намера да го изиграм према вас, ја не играм шах. И сега околу темава. Па ве молам, гледате сега контрадикторност на се тоа. Денеска па телевизиските куќи презентираат некоја табела, значи во однос на број на жители колку биле вакцинирани. Ја не знам дали сме 1000 и пазите ве молам сега. Една реалност, али абсурд во реалноста. Ние сме над Нов Зеланд. Замислете, Нов Зеланд. Цивилизација невидена. И сега таа табела, дали е реална? Затоа што порано се кажуваше смртноста е вако и така. Толку за тоа да не ве замарам. Добре. И за на крај, уште еднаш ќе ви кажам, млад господин, може да го потврдите тоа, со сезонскиот грип вакцината, кај одредени лекари, доктори останаа на стотици невакцинирани, а ука-бука беше да ги стават во список. Да разбирате, ја мислам дека никој ова намерно не го прави и пак ќе кажам, ние не сме ниту Хрватска, ниту Словенија. Вакцините ќе дојдат и Господ здраве ќе ни даде. Благодарам и пријатно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, повелете. Ало. Да, добар ден, повелете. Поздрав, Огнан. Благодарам, поздрав, повелете. Видите, се споредуваме со Босна и Херцеговина, нефункционална држава. Со Црна Гора се смени власта, дојде неспособна влада, исто како не. Со тие и со Косово. Не е држава, тоа е територија. Со тие ли да се споредува? Знаете ли кога уплача државите за вакцини? Септември, октомври, за да се помогнат да се произведат вакцините. Тогаш они заземаа место за бројот на вакцините. А ние поима нема. И знаете ли што ќе биде во Македонија? Здравствен хаос. Другите се вакцинираа, има и таму и починати и разболени. Меѓутоа, тие ќе го извакцинираа населението и епидемијата ќе ја турат под контрола. А кај нас ќе букне, тек накнадно ќе букне. А знаете ли зошто? Зошто многу лажеме. Кој ги научи да лажат? Требало тој и оној да донесе вакцини. Во секоја држава има институции задолжени за тоа. Тие се одговор. Како може друг да внесе? За обични грип, ево ќе ви кажа пример, кој сум запознаен. Внесени беа само 5000 вакцини, тоа ги внесе приватна фирма, државата му ги земе на приватнако и рече да го се распоредат. Внесени тие употребува, зашто се продаваше,
И зошто народот беше го страх да иде да се вакцинира, да не се зарази од короната. Тоа е причината. А не за друго да останат. Кога сите набавуваа, сите трчаа се по вакцини, ние политика водевме. Избори правевме. Сега тоа е сега. Тек проблемом Македонија ќе букне. Ви благодарам, пријатно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до водителот и до гледачите. Благодарам, поздрав, повелете. Темата е интересна и секако многу актуелна. Повелете, благодарам. Па вака би рекол за почеток. Не постои влада во светот што не сака да обезбеди вакцини за своите граѓани. За да се избегнат сите шпекулации во јавноста околу набавката на вакцините, имам еден предлог да се формира анкетна комисија составена од стручни компетентни лица, предложени и од власта и од опозицијата, и да утврдат дали доцнењето на вакцините е од објективни или субјективни причини. Потоа можеме да разговараме и за евентуални грешки или пропусти, нормално ако ги има. Благодарам, пријатно. Добро, благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Сакам да ме прашам дали некој знае дали на слободниот пазар има вакцини за против COVID-19. На слободен пазар, дали може да се купат? Нема. Дали некој се запрашал зашто мора да се подпише меѓународен договор за да добиете вакцини? Или било што? Дали некој се праша зашто Pfizer 2 пати го продаде производството, целото производство му е блокирано од владата на САД, еднаш од Трамп, сега од Бајден? Дали некој се запрашал зашто? Значи големите си ги купија вакцините. Украина вчера фрлала вакцини. Ние прекчера фрливне вакцини против ХПВ. Па чекајте, ако сме толку за во интерес на тие вакцини и се бориме за тие вакцини, зашто ги фрламе вакцините? Лани сме фрлиле 40.000 вакцини против сезонски грип. Ама дали некој се запраша зашто кај нас бојките повторно почна да скакаат да рипаат? Погледнете вчера Нов Зеланд, за еден позитивен повторно воведоа полициски час во цела држава. Ние тоа не можеме да го издржиме. Нас се иде до вакцини, типа на вакцини да ни донесат, нас секи ни фали нешто. Мислам дека ако има на слободниот пазар лекови, вакцини да се купат, а да владата не ќе да ги купи, тогаш може да бараме одговорност. Но сега во моментот, кога секој си го штити своето производство, кога секој блокира, исто беше и со ние, што ги викаат за машините, што ги бараат додека не искочат случаците да кажат дека се кој отиде на машина не се враќа, тога сите почнат да чутат. А пред тоа не можеш да уставим затвори. Меѓутоа и сега дали некој се праша, зошто Србија ги доби сите 4 вида на вакцини? А некоја држава не може да добие ни една тура од вакцините. А Србија ги има сите 4, пазете. Германија ги нема сите 4 вида на вакцини. Дали некој се запрашал дали нешто тука у бутаа позадина нешто не се крие, што србите го кријат како змијано? Истече времето, благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Во останатиот текст на порталот Призма вели, на 4 јануари немаше причина да се сомневаме дека договорот со Pfizer е склучен и дека не ги пратките само што не дошле. Меѓутоа, во меѓувреме, дознавме дека треба да се менува законот за јавни набавки за полесно да се преговара со фармацевтските компании. Затоа веќе на 16 јануари од изјава на министерот Венко Филипче дознавме дека договорот сепак не бил потпишан. Во таа изјава тој беше внимателен и не зборуваше за купени, туку за резервирани дози. Но не го доведе во прашање тајмингот кога ќе пристигнат вакцините. Февруари се уште е фиксен. Цитирам, добро одат преговорите со компанијата Pfizer. За кратко време ќе го склучиме договорот и резервирани се дозите со таа динамика, како што од Pfizer беше најавено. Тоа се 5850 дози во месец февруари, по 17.500 во месец март и април, кажа министерот во интервју за телевизија Сител тогаш. Тие денови се подзаборови можноста за кинеска вакцина, а руската се уште беше баук. И кога скептиците веќе се посомневаат и преговорите со Pfizer и нема така мазно и брзо да одат, Министерството за здравство даде нова надеж за брз дил. Цитирам,
Процесот на директна набавка, како и договорот со производителот на вакцината Pfizer е во финална фаза. Писмено изјавија од Министерството за здравство за БИРН на 19 јануари годинава. Во подолгата верзија на оваа изјава и понатаму февруари е месецот кога ќе ги видиме првите Pfizeroви вакцини во Скопје. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. И вас ве слушам, ве молам. Значи, ова не е бит пазар. Вакцините влегоа во една стратешка геополитика. Еве, видите дали Русија ги има вакцинирано сите своји жители, има вакцини. Второ, најдете ми една држава, ние со ова помош, не е битно, само 100 држави од 200, околу 200 се не знам точно, почнале со некаква вакцина. Трето, најдете ми некаде, јас еве сум да кажем милиардер, еве ја ќе ви ги дам милиарда евра, одете купете. Они не одат овај пат, за разлика од порано, преку тие големо велики дрогерии. Тоа оди со државни договори и со испитување од здравствена организација и овие други што испитуваат која, како и каде. Дали е Германија вакцинирана цела? Не е вакцинирана. Дали е Англија вакцинирана? Не е вакцинирана. Се ние што сакаме од овие луѓе? Па ако ќе му легнам ја, не дај Боже, кај Филипче, кој ќе ми отвара главата, па Господ го гледал. Па кој е будала во Македонија, дали Филипче, дали Заев, дали било кој не сака да се го спаси состојниот народ, ако има можност. Повелете еднаш уште еднаш. Македонија нема шанси како мала држава и ако зошто се вратени денеска парите од Кина. Парите, значи не е тоа да некој манипулира. Тоа се меѓудржавни договори и се знае. И затоа има интервенција и од Германија и од Светска здравствена организација да се расподелат. Што дека Србија се излечи, а кај нас влие ковид. Дали ме разбира, тоа е, мора да биде таа светска солидарност. Не се набавуваат на бит пазар. Добро, благодарам за јавувањето. Следен на линија, повелете, добар ден. Добар ден. Ве слушам, Ова повелете. ќе кажа своето размислување. Ја ми се чини дека стварно без потреба правиме тензии дека вакцини не сакаме, нема, не ни даваат и слично. Меѓутоа да се вратиме хронолошки. Прво, државата сака да си го заштити своето население. Со сите, значи, своји сили, со сета своја моќ, од кај сите производители е побарано и е дадено, значи, дадено е обеќање дека ќе ни дадат, не и дека дури дадовме и аванс, само да видиме на листата да што може побрзо да добиеме вакцини. Меѓутоа, државата како е дојдена оваа власт на власт, значи се бори со неколку големи джинови. Прво, најголемиот джин е во сопствената држава, значи внатрешно не може да се избори, да може да почне да работи нешто, да допринесе и посебно да заштити својот народ со, да речем, сегашната ситуација, да обезбеди вакцини. Место да се бори што може повеќе, она мора да се бори со тие, значи, чинат вакцините, не чинат вакцините. Лажни се, нема ковид, нема ова, нема оно. Ние мора да погледнеме во својот двор, дека не ни е чист, дека е прљав, а после да одиме, значи, понатака. И затоа мислам дека, значи, најтешката борба е на оваа влада, што се бори со невиден джин, а кој што сака на секој начин да скрене од она што треба да го направи државата. И затоа да не бараме на друго место виновници. Секој ден борба водат, бараат повеќање и ово и оно, меѓутоа остануваме без тие што се вика фамозни вакцини и затоа, значи, сме дојдени во оваа ситуација каква што е. Кога би, значи, и дозволиле на владата, на министрите, на служби да работат, сигурно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Еве, чисто како информација, бидејќи сите зборуваат за Германија, Велика Британија и слично, например Израел, досега има значи, дадено и вакцинирано 8,21 милион од своите жители, а вкупната популација на Израел е 9 милиони и 197, односно скоро 200.000 жители,
Што би се рекло дека на Израел им останува уште 1 милион од жителите за до вакцинација. Најмногу вакцини до сега има, веќе имаат луѓе примено во САД, односно 76,9 милиони, па потоа во Кина 40,5 милиони, па Европската Унија со 33,82 милиона. Зад Европската Унија како посебна категорија, бидејќи не е веќе во Европската Унија, е Обединетото кралство, односно Британија, со 21,09 милиони вакцини. А веднаш зад нив е Индија. Добар ден. Ало, добар ден. Да, ве слушам, повелете. Поздрав. Поздрав, повелете. Мислев дека денеска ќе имаш најактуелната тема со Бугарија, меѓутоа тоа сигурно друг ден ќе биде. Да, повелете. Вака се, многу убаво образложи ти како е аналитички правено се ова до сега. Мене ме нервира како граѓани на оваа држава, буквално ова лажење. Бару Мехаузен го надмина. Верувај го надмина Бару Мехаузен. Па кажите, нема вакцини 2 месеца, 3 месеца нема да има вакцини. Народот ќе го прифати, може тоа подобро, него како што, реков го образложи, утре ќе има, други ден ќе има, трети ден. И едниот и другиот, и министерот и премиерот Бару Мехаузен го надмина. Меѓутоа една друга работа има за која што јас навистина се секирам. Пример. Да кажеме, во наредниот период многу брзо ќе добиеме 200, 500, 700 илјади вакцини. Колку време ќе ни треба за да се вакцинираме ние народот во Македонија? Ако Србија, со ревакцинацијата има за нецели 2 месеци скоро 2 милиона вакцинирани, колку нас време ќе ни треба ние да бидеме сите вакцинирани? Ја тоа навистина не знам дали ќе има способни да го направат, да го анализираат тоа, да го како програм некој да го направат. Јас мислам, не знам дали 3 години ќе ни треба. Верувам во ова, не верувам во ова што го зборувам. Ако се надминат себе си не знам колку, па за да го пребродиме ова сега и ова актуелна ситуација. Толку не имам да кажам, поздрав, се најдобро, Огнет. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам и јас. На Фејсбук ни пишува Дејан С и вели: за вакцините не се секирајте, кога ќе се врати роверот од Марс, тогаш ќе се вакцинираме. Понатаму Боткаха ни пишува и вели: здраво Огнен, пошто не можам да дојдам наред на телефон, ти пишувам. Ние ќе бидеме единствената држава која додека стигнат ветените вакцини, ќе стекнеме колективен имунитет затоа што не лажат со месеци или па и нив ги лажат, така да се мисламот и единствен спас ни е колективниот имунитет. И така, според јавувањата, сме колективно забегани. Се разбира, има исклучоци, но ретки се. Еден од тие исклучоци си ти. Поздрав и убав ден, драг мој. Благодарам и јас ве поздравувам и вам ви посакувам убав ден. Тане ипак ни пишува и вели: само момент. Здраво Огнен, темата е баш таа што треба да биде и тоа во континуитет од сега па натаму. Само јас не знам што и како треба да коментираме. Ти самиот во најавата, цитирајќи го текстот од Призма, го даде вистинскиот коментар и од тука граѓаните сами нека излечат заклучок со кого ние си имаме работа. Јас не знам што ги спречуваше во оваа ситуација да се однесуваат за властите во Србија или ајде да не бидам претенциозен како Унгарија, која е членка на ЕУ, кој ги држеше за рачиња. Не ништо од сето тоа, овде се работи за самобендисаност, неспособност, а најмногу од се гледа неслобода и зависност од странски структури, кои странски структури ти диктираат што да правиш, што кога ќе земеш и од кого ќе земеш, што ќе рече тотално марионетска влада. Од таму е тоа, сега ќе стигнат, само што не стигнале, не ги доаѓаат и слично се, нас е целосно фијаско и замислете се, уште има такви кои ќе ви речат, па не можеше поинаку или па гледајте, цел свет има проблем и недостиг на вакцини, срамота. Поздрав и за вас, Тане. Добар ден. Ало, добар ден. Да, повелете. Поздрав. И предходниот слушател ме интересира, не чутај Вејло, вика, буквите ги неќев на ВМРО да помоне, а живеел во Македонија. Се посекува, ова влада работи, што работи, со ката работеше и се. Никому служи за чест. Ова влада нема доверба прво од својот народ, не се грижи за својот. Мени ги ставовите, се кажува дека добро работи, добро се е спремано, значи и вакцините исто се благодарение на
Иван Стоилкович во МРДПМ не шо коалиција, Српската партија. Ако не беше Иван Стоилкович, и тие немаше да дојде. Зошто нема да дојде? Па ги навредуваше ги срвите нашите браќа и од Асном со заедно живее, тоа се наши браќа и се ги навредуваше, посекуваме да горат у пепел. Како може да го слушалките ги ставаше српскиот јазик не разбирал, а овогате без слушалки оде и у Грција. Тоа го не го чувствуваше, го збореше го пак. Човек без контрола е. Човек нема свој став, својот народ го лажи, својот народ го у очи го лажи, го предава. Се му тргува. И еднината му е тргува. Како ние страдаме македонците? И не, се шо ви това се излажа и економски. Пред задолжување. И още сега ќе задолжува државата со 700 милиона евра. Каде одај парите? Каде? Ни за земјоделците 100 милиони евра. За темата ве молам, зборувајте. Вакцините нема да стасат. Прво нека се вакцинират, ако стасат, прво Венко Филип, министерот, шо вика, ваа вакцина не е за мојата внука, па не е вакцинера. И тоа е грешката. Значи, прво нека се вакцинира да видиме. Али са сигурно... Таа вакцина беше за морбилите, не е за короната. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас, ве молам немојте да правите замена на тези или спојување на две различни сосема работи со некоја што е актуелна, затоа што на тој начин го манипулирате народот. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Поздравувам емисија и вас како водител. Благодарам, поздрав. Видите, врска со ова вакцина со кинезите. Јас сум повозрасен човек, па памтам нешто малку поназад, кога у време на ВМРО и Тупурковски признаа Тајван. И кога кинеска амбасада се одсели од Скопје, па едни повозрасни луѓе што седев со нив у кафеана, па вика, ово е многу опасно. Сега не знам дали кинези памтат, дали со некоја нота то признавање е поништено, или и ден денес важи. А они се озбилна држава, па памтат повеќе него ние што забораваме. И ја би бил среќен да кинези пратат вакцина за добровит на нашиот народ. Али таа похлепност која беше за таа 1 милијарда, видите, може да донесе и овакви последици кои сега утврдивме да е ово глобална политика. И се памти и марамче се вади од джепче кад е најтешко. Не знам дали грешам, ви процените, фала на внимание и одвоено време. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам, ви посакувам убав ден. Понатаму се вели: ентузијазмот се чита и во владиното соопштение една седмица подосна, односно 27 јануари. Цитирам: Министерството за здравство е во завршна фаза од директните разговори со Pfizer за набавка на 800.000 дози за сукцесивна испорака на договорените количества во следните месеци, од кои првите во февруари. Завршен цитат. Меѓутоа, тие денови при крајот од јануари добивме официјална најава за набавка на 200.000 дози од кинеската Sinopharm, со што на некој начин се потврдија сомнежите дека договорот со Pfizer нема да биде екзекутиран толку брзо како што првично се најавуваше. Затоа во февруари изјавите на Филипчи на Министерството за здравство веќе беа резервирани и внимателни. Цитирам: Министерството ги заврши сите процедурални постапки во однос на договорот и сега чека Pfizer да допрецизира сегменти од договорот. Прецизен датум кога ќе стигне првата пратка вакцини се уште нема. Завршен цитат се вели во одговорот испратен до БИРН на 3 февруари. Малата агонија околу оваа набавка ја подзаборавивме кога на 6 февруари Филипче го потпиша договорот со кинеската фармацевтска компанија. Тогаш не добивме точен датум за пристигнување на кинеските вакцини, ама крајот на февруари повторно беше во игра. Според премиерот Заев, вакцините на Sinopharm требаше да стигнат по кинеската нова година. Или цитирам: до крајот на месецов, се мисли на февруари, вакцината ќе стигне во земјава, потврди премиерот на 12 февруари. Во тој момент веќе имавме нова вест околу Pfizeровата вакцина која и не звучеше претерано оптимистички. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Како си, господине Огран, добар ли си?
Па добро, да ви кажам, со толку многу податоци и навраќање на назад во последниве 3 месеци, ама добро е. Слушаме сега. Ја мислам дека во Македонија, кога ги анализирам сите овие однесувања на премиерот и на министерот, мислам дека никој не работи воопште на набавка на вакцина. Слушаме сега добро. Ја колку што знам, има информација дека на Pfizer му се платени аванс 8 милиона евро. Тоа беше јавно кажана информација, така ли? Не знам, во моментов не можам да се сетам, добро? Сега. Како е можно Pfizer, светска компанија, со реноме, со авторитет, да не го почитува тоа што зела пари 8 милиона од Македонија и да не испорача вакцини? Нити има некаква реакција од Pfizer. Второ, со Sinopharm, информација дека се уплатени авансни средства, ама тоа било тајна, не кажуваат колку. Меѓутоа, ќе добиеме 200.000 вакцини и сега наеднаш вика тие пари авансни се вратени. Колку пари се вратени? И зошто се вратени? Меѓутоа, од Sinopharm нема исто така никаква информација. Нити од кинеската влада, нити од кинеската амбасада, нити од Sinopharm. Што е ово, до кога ќе не лажат они? Абе, не се работи воопшто на набавка на вакцина. Целта е кој ќе си умре, кај не ќе си умре, по пат на природна, оној како се вика, заборавив. Ковакс? И се чека на Ковакс, бидејќи тие најверојатно се бесплатни. Или чекаат некоја друга држава, ние станавме ќе просеци, още некоја друга држава да ни даде уш нешто, барем да ги вакцинираме војската. Така. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Она што го успеав како информација да го најдам, иако не е директно преврзано со 8 милиони, бидејќи тоа е сума која што доаѓа од третиот пакет мерки, но тоа е и друга приказна. На 10 декември минатата година премиерот Заев, ова што го читам сега е текст од владата на земјава, значи на нивната официјална страница. Цитирам, денеска се плати авансот за ковид вакцината и на денешната седница на владата ја утврдивме банкарската гаранција за да потврдиме дека ќе биде исплатена целата сума за набавка на вакцината против COVID-19, тогаш изјави премиерот Заев во емисијата Топ тема на Телма. Во делот на набавка на вакцините, би сакал прво да повторам дека веќе се обезбедени 833.000 вакцини за популација од околу 400.000 граѓани за вакцина и ревакцинација во рамки на ковакс механизмот. Во рамки на овој систем ќе ги добиеме вакцините согласно планот за дистрибуција кој ќе го одреди ковакс, за кој наскоро ќе добиеме информации од нив. Вакцините се очекуваат во првите месеци од 21-та. Покрај овој механизам започнавме преговори, односно доставивме формални барања за обезбедување вакцини уште преку други два механизма. Првиот е во директни преговори и директна набавка од компаниите кои ги произведуваат вакцините. Пуштено е формално барање за понуда до две компании, Pfizer и AstraZeneca, и се надеваме дека наскоро ќе имаме и формална понуда од нив. Тој истакна тогаш на 10 декември лани дека е обезбеден и трет механизам преку Европската Унија и посебно од Грција за дополнителни 800.000 вакцини преку Европската Унија од вкупно 200 милиони вакцини за земите членки и уште дополнителни 100 милиони дози за земите од Европа надвор од Унијата. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Јас не се осеќам излажан, како многу пред мене што беа. Добре. Бидејќи вистина е тешко да се дојде до вакцина. Многу држави не можат да дојдат до вакцина. Побогати од нас, како да кажем, поважни, по важност или било шо, да речиме. Поблиски до производителите што на вакцини, например, не може да дојдат. Едноставно, тешко е да се дојде до вакцина. Меѓутоа, министерот и премиерот и цел тој владин врв се надеват и нон-стоп известуваат како одат работите, шо одат работите, надежите се големи, меѓутоа остануваат само ветувања, ама еден ден навистина ќе ги добиеме вакцините. Кога тој ќе биде порано, подоцна по се изгледа, како што одат работите. Ете, ковакс веќе е доделен некаде
во Африка во некоја држава, а ние сме господ знај каде, може и на опашката некаде, на ковакс механизмот. Така да не сум излажен, знам дека е тешка работата со вакцините, сите ги барат, сите ги побаруваат, меѓутоа многу малце ги добиват, значи и добиват мали количини. Србија доби и нас ни даде. Меѓутоа, еве, видете колкаве количини, а Србија сепак држава од 8-9 милиони жители. Не е како нас, значи, не е ситна, не е мала, помала. Ние сме најмали во цел тој систем. Така да и најтешко ќе дојдеме до таа работа, значи. На некој начин може сме занемарени, а може сме и... Така. Истеже времето, благодарам за јавувањето. Следен на линија, повелете, добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Вакциниве. Владава толку перфидно, мудро, итро и изигра работава, што ретко некој во светот можеше тоа да го направи. Пример. Денеска слушам дека во Европа и во светот над 60 години возрастните да не се вакцинираат. Штетно било. А младите до 60 години да се вакцинираат, еве и вакцините не ни требаат. Не знам дали слушнавте тавес. Дури се мислат низ Европа што како за возрастните никакво вакцинирање. Дали не било соодветна вакцината, дали не било доволно испитана. Така да владава, тука ја похвалувам јас, не е избрза. Ако избрза да смени нешто друго, таму направи грешка, но овдека не е избрза. Чекаме, нека се вакцинираат другите, ако останат живи, ќе видиме ние, тогаш ќе се вакцинираме. Кај трчаме пред нив? Светов не е толку напреден сега она, ние ќе се топориме први да бидеме. Убаво работи тоа. Вакцини сега не ни треба. Кој ќе остави, ќе дочекат вакцина. Огнен, а име убав ден, доста е за денеска. Доста е, богами, веќе сме и на крајот на емисијата. Ви благодарам за јавувањето. Ми оставивте точно простор да ги дочитам останатите две пораки. Игор Ини пишува и вели, без малку 4 години на власт е оваа коалиција, пред да ја преземе власта, главно мото беше зборот е збор. Зошто повеќе од 3 години никој од власта не се осмелува да го употреби ова мото при јавен настап? Изгледа не веруваат повеќе во зборот. И за крај, Драган МП ни пишува и вели, Венко Филипче го смени своето име во Венко Капаро. Морав за крај да го ставам ова речи, ја знам, токму од истата смеја. Благодарам многу за вниманието и за денешното издание и за пораките кои што ни ги пративте. Ве поздравувам и посакувам убав ден. До гледање.